Добро утро од Слободна ТВ и од мене. Денешен наш утрински гостин е професор доктор Зоран Поповски од Факултетот за земјоделство и храна. Добро утро, професоре, како сте? Одлично, постпразнично. Значи вака, овде сме со повод, председавач сте на една меѓународна конференција која што се одржува после 15 дена од прилика од сега. Так. Кој е поводот и која ќе биде темата на Да, конференцијата? јас сум поканет предавач на една голема меѓународна конференција организирана од Федерацијата на европски биохемиски друштва и од Асоциацијата на биохемичари и молекуларни биолози на Босна и Херцеговина. И имав чест да, односно ќе имам чест да го представам дел од своите истражувања поврзани со генетските, биохемиските и нутритивните аспекти кои што влијаат врз прекумерната тежина кај луѓето. Тоа е една активност која што ја реализираме во последниве неколку години со една моја докторантка и мислам дека ќе биде интересно за аудиториумот да ги слушнат тие први наоди. Така. Кога е вашето име во прашање, има еден преседан. Вие сте член на Европска академија на науки и уметности, меѓутоа не сте член на МАН. Зошто? Па, прво морам да кажам дека ми е многу драго што сум прв научник од Македонија, да. кој што од 2020 година е член на Европската академија со седиште на Универзитетот во Лондон. Од тогаш уште двајца научници од Македонија, тоа е академик Плашевска Карамфилска и професор Стафилов, еден од најцитираните научници во Македонија. А зошто не сум член, веројатно други стандарди се од прашање, така да ајде, ќе видиме како ќе се одвиваат работите понатаму. Ја спомнавте го јазноста, работите на гени на обезност веќе подолго време со хуманата медицина. Кажете ми која беше причината за едно вакво истражување во Македонија? Дали дебелината кај децата, дали родителите, начинот на исхрана и што покажаа тие ваши истражувања? Да, значи јас сум по вокација биолог и сега мала ретроспектива на, да речам, мојава научна кариера. Јас негде 90-та година почнав во Центарот за генетско инженерство и биотехнологија во рамки на МАНУ под менторство на академик Ефремов, чиј што бев асистент соработник долги години. И првите 10 години од мојата научна кариера беа поврзани со истражување на молекуларните аспекти на наследни болести, тоа хемоглобинопатија, цистична фиброза, мускулна дистрофија, хемофилија. За да во одреден момент од 92 година, откако бев избран на Факултетот за земјоделски науки и храна како асистент, некако се договоривме со професорот тоа акумулирано искуство знание што го стекнав да го применам во една друга област од кај што земам плата. И таму работев на некакви други работи, значи тоа се алатки кои што наоѓаат примена и во сточарското производство, и во земјоделското производство, кај генетски модифицираната храна, за да еве некаде на заоѓањето на кариерата, повторно се вратам во хуманата медицина, индиректно. Практично ова не станува збор за медицина, него повеќе е врзано со нутриционизам. Значи, последниве неколку години се занимаваме со истражување на молекуларните аспекти на прекумерната тежина кај младата популација во главном. Загрижувачки е фактот што се претпоставува дека некаде до 2030 година околу 38% од светската популација, возрастната светска популација ќе има прекумерна тежина. До сега се утврдени преку 300 гени кои што се асоцирани со појавата на прекумерна тежина, од кои што 9 се директно поврзуваат со овој феномен, ова негативна појава. Во главном, во досегашните студии се истражувани поединечно овие 9 гени и асоцирани се, поврзувани со различни други биохемиски, нутритивни, антропометриски параметри. Ние некако се зафативме да 4, за кои што сметавме дека се најинтересни, да ги истражуваме паралелно. И тоа кај една популација од 110 млади луѓе, каде што покрај овие 4 гени, кои што се во главном поврзани со метаболизмот на масните киселини, сега да не авторитуваме јавноста со многу латиница, меѓутоа станува збор за ФАТ, ППАРГ, АРДБ и уште едниот ген кој што
практично прелиминарните резултати ќе ги прикажеме на оваа конференција во Сараево. И тоа го мечуваме, го вкрстуваме со одредени биохемиски параметри, како што се триглицеридите, холестеролот, ЛДЛ, ХДЛ и гликемијата кај испитаниците. Понатаму преку прашалник со нивните нутритивни навики и, да речам, динамиката дневна нивна. И потоа тоа го мечуваме со антропометрија, значи мериме одредени параметри кај испитаниците, тоа е подкожно масно ткиво, пресметуваме body mass индекс врз основа на телесна тежина и висина. И сите тие податоци сакаме да ги спакуваме, да видиме каква ќе биде асоциацијата на овие 4 гени со се ова за што зборуваме. Имаме ли прелиминарни резултати? Многу беше тешко методолошки ова све да се склопи, затоа што станува збор практично за докторат. Имаме еден од гените, веќе се потврдува дека има висока сигнификантност врз појавата на... Значи, практично сакате да кажете дека гојазноста е наследна? Или предиспозицијата да едно дете биде гојазно е наследна? Не можем така децидно да кажем, затоа што сите овие фактори си имаат свое влијание процентуално, а се разбира дека еден дел од тоа е и генетската предиспозиција. Така. Гојазноста е болест. Се лекува ли? Ја би рекол состојба повеќе, да. Значи, во одредени ситуации, кога веќе доаѓа до сериозно нарушување на метаболичките патишта кај организмот, можеме да зборуваме и за патолошка појава, која што мора да се третира. Меѓутоа, генерално, кај најголем процент од луѓето, станува збор за плаќање данок кон оваа дигитализација, кон современата цивилизација, каде што дневните физички активности се редуцирани, каде што се помалку има време за спортување, за рекреација, каде што изборот на храна е поголем, веројатно и тоа си влијае да луѓето денеска посегнат по поголема количина на храна отколку што му е неопходна на самиот организам. Па во одреден дел и ние како поднебие сме условно кажано осудени на храна која што е условно кажано поевтина и која што е покалорична и која што веројатно исто така има влијание врз појавата на прекумерната тежина. Многу се мешаат гојазност, некои викаат, обесност, некои викаат, така да јас најмногу преферирам да биде прекумерна тежина. Прекумерна тежина. Да ја оставиме гојазноста на страна, се одиме во една сосема друга област, работевте и на спортски гени. Да. Дали една индивидуа по незиното раѓање е предодредена да биде спортист или не? Спортот ми е порок, вака во позитивна смисла, доста време губам на условно пак во наводници на спорт и некако успеав да ги спојам тие две работи, мојата професионална работа со спортот. Некаде во 2018 година бевме поканети од Австралискиот институт за спорт во Камбера, кој што е формиран во 80-ти години после една олимпијада на која што Австралија не освоила ни една медаља. Тогашниот премиер седнал и рекол: слушајте луѓе, дајте мора нешто наукава да ја вклучиме у спортот, срамота е Австралија да не освои ни еден медал на Олимписки игри, и така е направена оваа империја од знаење, каде што се применуваат најсовремени техники во проверката на физички, моторички, психички, психолошки карактеристики на спортистите и таму ги разменивме овие искуства. Во Австралија два гена кои што се директно асоцирани со спортските перформанси, а тоа е актин-3 генот кој што влијае врз структурата на мускулното влакно и ангиотензин конвертинг ензимот кој што влијае на виталниот капацитет, односно дишењето кај спортистите. Тие се директно асоцирани со спортски перформанси. Ако има одреден полиморфизам, значи тие млади луѓе и таму ги скринираат децата на 6-7 години, што од хуман аспект гледано можеби не е баш најдобро да вие на некое дете му речете: слушај, дете, врз основа на оваа твоја, ти немој да пливаш, него иди трчај таму, затоа што правевме некои компаративни анализи кои што покажаа дека во спринтерскиве дисциплини на последниве најголеми надпреварувања, светски првенства и олимпијади,
90% од учесниците на финалните трки се по потекло од Западна Африка. Тоа се спортисти од Соединените Американски држави и Канада, меѓутоа потекнуваат од Западна Африка, каде што има полиморфизам во тој ген за актин, кој што ги прави мускулите помасивни и таквите спортисти имаат подобра предиспозиција за спринтерски дисциплини. Значи сега него да го пуштите да трча на средни и на долги патеки, резултатот нема да биде добар. Меѓутоа на кратки стази, на динамични дисциплини, тој навистина постигнува резултат. И тоа беше некаков тригер, да речем, да малце посериозно, и сега со Федерацијата на училишен спорт на Македонија почнавме еден проект каде што сакаме да видиме, се разбира тоа нема да биде ништо задолжително, меѓутоа ние би сакале да видиме нешто слично, некакви слични скринирања да направиме и кај нас. Инаку, преку 1000 гени се поврзани со спортските перформанси. И тоа најчесто во митохондријалната ДНК, еден добар дел од тие гени, а митохондријалната ДНК се наследува од мајката. Па сега вие... Ако мајката генетски има предиспозиции да била спортист, значи дека и нејзиново дете ги има наследено. Одиме на една сосема друга област. Бевте кандидат за председател на државава. Бевте секретар во Министерство за образование. Вечната болна тема на Македонија, образованието и образовниот систем. Ме интересира, значи, како експерт во тој дел од вашата политичка кариера и коментар од денешен аспект, што се случува со нашиве деца? Секој министер си носи своја програма, дали децава ни се заморчиња, им фали ли знаење? Значи, лично ваш коментар. Добро, ја една мала ретроспектива ќе направам. Ја не случајно некако се занимавам. Ја повеќе ја викам општествена дејност, некако како некаква обврска да помогнете во нешто што разбирате во општеството. И политиката во главном треба да биде работа за реализирани луѓе, кои што имаат некакви траги за себе. Хајде па сега тоа искуство да го применат. За жал, сега не е ситуацијата таква, доаѓаат луѓе кои што и сосема во ресори кои што не им прилегаат, не им се блиски. Така да веројатно и тоа е причина за ова зашто сега вие спомнавте. Инаку уште како студент бев председател на Сојуз на студенти на ПМФ и бев најдобар студент и на еден наставно-научен совет станав и ги замолив наставнициве, освен за реизбори, нивни, да речам, за учебници, да малце позборуваме на тема студенти, практична работа. Ги бендиса многу тоа, меѓутоа некако као да си ги затвори вратите на факултетот тогаш. Среќа после испадна ова можност во Ману да работам, меѓутоа зборот ми е некогаш во политиката треба да сте, да речам, ако сакате други некакви, да си премолчувате, да се Добро, не сте познат како човек кој што премолчува и за тоа. И веројатно тоа беше причината и потоа бев избран во последното младинско председателство на Македонија, на Сојузна социјалистичка младина, каде што бев одговорен за образование, наука и екологија. И од таму исто така имавме извонредни иницијативи како млади луѓе, неоптеретени дека некој нешто може да ни направи. Во тоа време и Млад борец излегуваше под покровителство на младинската организација и тогаш некако почувствував енергија дека човек може да седи од страна, меѓутоа ако не влезе во тие води да ги решава работите, тогаш ќе остане само на страна да се задоволува со некакви флоскули, како што тоа денеска најчесто и го правиме, да како ние двајцата на Мапет шоу, Валдорф и Синклер, тие што нон-стоп нешто коментираат, меѓутоа се секогаш на страна. И јас сакав да се тргнам од таа позиција и така да 2002 година добив понуда да работам во Националниот институт за земјоделие во Франција. Тоа е најпрестижната научна установа, меѓутоа ме прекандиса као колегиве, односно јас сум симпатизер, бев на ЛДП и се нафатив на таа работа во Министерството за образование и наука, каде што, како да ви речам, проблемот е што имате 2 милиони жители и 2 милиони министри за образование. Сите разбираат од аспект на родител, наставник. Така што навистина е тешко да се менаџира, меѓутоа како поминува времето, проблемиве не да не се решаваат. Него стануваат поголем. Да. Еве сега една кратка ретроспектива на мојава област.
Пазете, ние отворивме дисперзирани студии, ќе бидам малце и вулгарен, во пижами и папучи да доаѓаат студентите на предавања во сите населени места во Македонија. Каде е квалитетот? Купивме за 60 милиона опрема, научно-истражувачка опрема, без претходно да се размислува дека треба и потрошен материјал и обука на луѓе. Имаме еден наплив на редовни професори. Ја мислам дека Македонија според број на редовни професори доминира. Во регионот? И на светско ниво. И на светско ниво, затоа што, пазете, јас сум предавал и на 3 од првите 100 универзитети, на Државниот универзитет во Охајо, на Универзитетот Лунд во Шведска, на Кейс Вестерн Резерв универзитетот во Кливленд, исто во Америка, на Новосибирскиот во Русија, во Витербо, не сум сретнал толку редовни професори. Значи се знае 5-10% од професорите се редовни професори. Каде е конкурентноста тука? Ние се обидува претходно да воведат одредени критериуми, импакт фактори и така натаму, меѓутоа ние сме махери да тоа го заобиколиме, па сега списание со меѓународен уредувачки одбор од Лесковац, од Чачак, од Софија, од Пловдив, разбирате, и тоа било меѓународно. Така што јас навистина мислам дека тоа е една исто болка која што е евидентна и треба да ја решиме. Имаме 30 универзитети у Македонија. Имаме 20 кусор адреси кои што издаваат дипломи за правни науки и за информатички науки. Имате one-man show универзитети кои што на радио ги слушате, запишете се на најдобриот универзитет во Македонија. Замислете. Алатката е едноставна. Имате правилник, нормативи и стандарди за високообразовна дејност, као калапче, го зимате, државата го зима и го става. Кој исполнува услови, останува. Кој не исполнува услови, си оди. Имаме 5 државни универзитети, 5 земјоделски факултети у Македонија. Една Холандија која што ја храни пола Европа има 1 земјоделски универзитет. Наставниците во високото образование 90% немаат формално образование од методика, дидактика, психологија, педагогија. Наместо универзитетот да го тоа организира, за да сите оние кои што влегуваат во високо образование стекнат одредени компетенции за одржување настава, оценување, тој се бави со организација на докторски студии, диносауруски, кај што сите ги ставате во еден кош. Да не зборам за тоа дека во науката нема проекти, дека државата дава огромни пари, јас реков 60 на милиони евра за опрема. Еве, јас имам 2 лаборатории. Ма немате кадар, немате кој да работи немам во со лаборатории. Милион евра се двата. Ниеден денар не е влезен од државата. Тоа се све меѓународни проекти. Значи, морате да ги малце мотивирате луѓето да излезат малце од оваа средина. Во основно и средно образование, почнете од номенклатурата. Све сме професори. Професор во основно, во оделенска, све професори. Се знае, учител е во оделенска настава, наставник е во предметна и во средно училиште, професор е на универзитет. И знаете, се ствара една конфузија, иако навидуме тривијална работа. Компјутер за секое дете. Кога баш тоа се случуваше во Шведска и на колега му викам случај, ние имаме 98% опфат на млади во средно образование, имаме компјутер за секое дете и тој ме гледа, вика, или сте премногу богати, или не сте добри. Сега да не го вулгаризирам, викам, не сме богати, значи не сме добри. Да. Така што, значи, имате, да не зборувам за овие ступидни преводи на учебници кои што се направени, кои што се истурени огромни пари. Значи, проектот компјутер за секое дете чинеше преку 50 милиони евра. Знаете тие пари да влезеа во набавка на сетови за експериментирање за децата? Секое дете да имаше едно сетче за да експериментира физика, хемија, биологија пред себе. Наместо затоа што тие никогаш не беа во функција на наставата. Јас доека бев во Министерството, ние пледиравме да секој училиште има 1 до 2 одлично опремени училници и да во секоја од тие училници секое дете барем еднаш неделно реализира настава, софтверски пакети за биологија, за ова, за сега практично ја кога идев на родителска за моите деца не можев да ги гледам заради екраните што беа таму во училниците, па преку нив гледам. Значи,
повторно ќе речам, мора да се бара решение. Во овој дел од образованието има 3 магични збора. Пракса, пракса и пракса. Значи, дигитализацијата прави огромна штета, колку што води напред во општеството, меѓутоа рачунајте дека ги супримира другите области. И земете на Финки се запишуваат 1000 студенти. Јас предам и на технолошки, кај што они имаат настава. Те не може да се организираат за да слушаат предавања. Пазете, 1000 студенти во генерација. Од кои што дипломираат 70-тина. И сега пазете, колку па други факултети од тие во рамки науки сте ги хендикепирале, затоа што од овие 1000 можеби 500 би се запишале на некој факултет. Еве, дигитално земјоделство, сензорско, значи digital agriculture или precise agriculture, тоа се све области врзани со информатика. Зошто мора информатика да студира? Значи, работите се толку очигледни. Ако државата пак оној калуп го стави, рече, слушај, вие имате 20 даскали, имате такви услови, можете да запишете 300 студенти, а не 1000 студенти. Знам дека е тоа пропулзивна гранка, знам дека е фенси, дека е добро се платени, меѓутоа квалитетот што се пружа не е добар. И се додека е така, мислам дека нема да биде добро, платите да не зборувам, значи платите во високото, па и во другите степени на образование. Еве за пример, 70 километри подалеку од нас има дупло поголема плата од професорите професорите на универзитетите на државните во Македонија. Да не зборам за Хрватска, за Словенија, каде што 4-5 пати имаат поголеми плати. Така што тоа е некакво скриено алиби. И јас затоа она што реков, хиперпродукција на редовни професори, па ај кога не можам плата да ти зголема, ај сите одете у редовни професори и гордејте се, да, некаква. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето. Време со вас секогаш ни е кратко. Еве, оставам во најава следна средба за кратко време, откако ќе имате што да кажете. Ви благодарам за поканата. На гледачите им благодарам и најавувам реклами.